Мирот на манастирското огниште. Во длабоката тишина на планината, каде што снегот полека ги покриваше старите камени патеки, се наоѓаше еден древен православен манастир. Звоната одамна беа замолкнати за вечерта, а само ветерот нежно ги допираше боровите околу светото место. Во една мала просторија со камени ѕидови, пред старото огниште, седеше игуменот Кирил. Неговата долга сребрена брада светеше во трепетливата светлина од огнот, а очите му беа мирни како езеро пред изгреј сонце. Мирисот на темјан се уште тивко се задржуваше во воздухот во вечерната молитва. Неколку монаси и патници седеа околу него, завиткани во волнени наметки. Никој не брзаше да зборува. Во манастирот тишината не беше празнина, таа беше молитва. Игуменот полека стави мало дрво во огнот. Пламенот затрепери и нежно ги осветли старите икони на ѕидовите. Знаете, рече тивко тој, човекот целиот живот бара мир. Го бара во градови, во книги, во разговори. А мирот секогаш тивко стои пред срцето што знае да се моли. Надвор снегот продолжуваше да паѓа. Еден млад монах го праша: Оче, како човек да го смири своето срце кога е полно со грижи? Игуменот се насмевна благо. Како што ова дрво полека гори во огнот, рече тој гледајќи во пламенот, така и молитвата полека ги согорува стравовите. Не одеднаш, туку тивко, со трпение. Во просторијата се рашири длабока топлина. Се слушаше само пукањето на дрвата и тивкиот зимски ветер. Потоа игуменот почна да раскажува за стар пустиник кој живел сам во пештера и секоја вечер му благодарил на Бога дури и за студот, зашто студот го учел да ја бара небесната топлина. Додека зборуваше, гласот му беше мек и спокоен, како молитва што тече низ ноќта. Часовите полека минуваа. Некој тивко подаде чај од планински билки. Мирисот на нане и жалфија се измеша со чадот од огништето. Надвор ноќта стануваше подлабока, но внатре времето како да престана. Игуменот ги затвори очите за миг и рече: Не плашете се од тишината. Во тишината Господ најнежно му зборува на човекот. И сите останаа така, во мирот на манастирската ноќ, покрај огнот што тивко гореше, додека снегот ја покриваше земјата како бел благослов од небото. Монасите многу ги сакаа вечерните часови покрај огништето со игуменот. Тогаш чувствуваа посебен мир. И не беа само зборовите на игуменот, тие што носеа мир, туку начинот на кој молчеше, начинот на кој внимателно го ставаше дрвото во огнот, начинот на кој го гледаше пламенот како да гледа нешто свето. И секоја вечер, додека снегот тивко ја покриваше планината, сите чувствуваа дека таму, покрај старото манастирско огниште,
Бог беше многу блиску. Во манастирот зимите беа долги и тивки. По вечерната служба, кога последниот звук од дрвеното клепало ќе исчезнеше меѓу планините, браќата полека се собираа околу огништето кај игуменот Кирил. Старата просторија секогаш беше исполнета со бледа светлина. Огнот фрлаше златни сенки по иконите, а на прозорците се оцртуваа ледени цветови од надворешниот студ. Игуменот седеше во својата стара дрвена столица, со бројаница меѓу прстите, додека пламенот тивко пукаше. Имаше мигови кога сите тивко молчеа. И токму тогаш, во таа тишина, секој чувствуваше како душата полека му се смирува. Имаше една особено студена ноќ, кога ветерот беше толку силен, што старите прозорци трепереа. Монасите се собраа поблиску до пламенот. Игуменот полека мешаше чајот планински билки во мал бакарен сад. Одеднаш, струен удар од ветер ја отвори вратата. Снегот влета внатре, а пламенот за миг се намали. Еден млад монах брзо стана, исплашен да не згасне огнот. Но игуменот остана мирен. Полека ја затвори вратата и стави уште едно дрво во огништето. Потоа рече: вака е и со душата. Ветрови секогаш ќе има, стравови, искушенија, тага. Но ако човекот постојано додава молитва и трпение, огнот повторно ќе се разгори. Монасите со внимание ги впиваа овие зборови. Игуменот полека ги погледна сите и рече: запомнете, чеда мои, светот надвор секогаш ќе биде немирен, но човекот што носи молитва во срцето, носи мало огниште што никогаш не згаснува. Еден млад послушник донесе свежо печен манастирски леб. Топла парија се издигаше од него, а игуменот внимателно го прекрсти пред да го подели. Во секое парче леб има милост Божја, рече тивко. Никогаш не јадете без благодарност. И додека виорот силно удираше по камените ѕидови на манастирот, внатре, покрај огништето, владееше мир, што не можеше да се објасни со зборови. За отец Кирил посебно беа убави миговите покрај огништето, кога разговорите полека стивнуваа и сите во тишина ги завршуваа последните голки од топлиот чај. Игуменот седеше неподвижно со очите вперени во пламенот. И понекогаш, речиси шепотејки, велеше: на човекот не му треба многу за да биде богат. Малку топлина, малку молитва и неколку души со кои можеш тивко да молчиш пред огнот. Една вечер, додека надвор паѓаше силен дожд, игуменот раскажуваше за својата младост. За времето кога и самиот дошол во манастирот како исплашен млад човек, полн со немирни мисли. Мислев дека ќе најдам одговори, рече со блага насмевка. Но Бог прво ме научи да молчам. Монасите слушаа внимателно, додека сенките од огнот се движеа по таванот. Тој им кажуваше дека човек не треба секогаш да бара големи чуда. Понекогаш, велеше игуменот, најголемото чудо е срцето што конечно научило да биде мирно.
Во некои од ноќите, игуменот им читаше на браќата од старите книги на светите отци. Неговиот длабок и мирен глас се мешаше со звукот на огнот. Секој збор звучеше како капка топлина во студената ноќ. Еден стар монах често заспиваше покрај огништето со рацете прекрстени на градите. Игуменот само ќе се насмевнеше и ќе го покриеше со волнено ќебе без да го разбуди. Некогаш игуменот едноставно гледаше во пламенот долго и упорно, како да слуша нешто што другите не можеа да го слушнат. Тогаш ке речеше: огнот не учи. Ако му дадеш суво дрво, ќе гори светло. Ако му дадеш влажно, ќе се зачади. Така е и со душата. Кога срцето е полно со благодарност и молитва, во човекот има светлина. Една вечер, по завршувањето на вечерната богослужба, еден млад монах побара да поразговара насамо со игуменот Кирил. Седна и двајцата покрај старото огниште. Монахот му откри дека е многу вознемирен, затоа што не можеше да ги оттурне лошите мисли за време на молитвата. Игуменот ништо не зборуваше долго време. Потоа зеде мал железен сад со вода и го стави близу огнот. Што се случува со водата? Праша. Се загрева, оче. А дали огнот ја оттурнува водата? Не. Игуменот се насмевна. Така и молитвата. Не ги оттурнува мислите со сила. Полека го загрева срцето, додека немирот сам не се смири. Младиот монах долго го гледаше пламенот таа вечер и за прв пат по многу денови почувствува мир. Имаше вечери кога игуменот знаеше да раскажува чудни и прекрасни случки од старите монаси што живееле во планината. Раскажуваше за еден пустиник кој разговарал со птиците, затоа што со години живел во совршена тишина. За друг старец што секоја ноќ оставал леп надвор за гладните болци во зимата. Кога човекот ќе научи вистински да љуби, велеше игуменот, тогаш дури и дивите цверови ја чувствуваат таа смиреност. Монасите слушаа со широко отворени очи, додека дрвата тивко пукаа во огнот. Една особено студена ноќ, еден мал мачор скитник влезе во манастирот низ полуотворената врата. Беше слаб и мокар од снегот. Младите монаси се насмевнаа, кога мачорот без колебање и страв се упати право кон игуменот и легна до неговите нозе. Игуменот нежно го погали. И Божите созданија знаат каде има мир, рече. Оттогаш мачорот остана во манастирот и секоја вечер спиеше покрај огништето, додека игуменот читаше од светите книги. Во текот на долгите зимски денови, огништето кај игуменот Кирил беше како мало пристаниште за уморните души. Таму не доаѓаа само монасите. Понекогаш доаѓа и патници, сиромашни селани од планината, па дури и луѓе што носеа тешки грижи во срцето. Еден ден, додека снегот паѓаше толку густо, што манастирот речиси исчезна во белината, на вратата затропа стар овчар. Наметката му беше покриена со мраз, а рацете му трепереа од студ.
Игуменот веднаш стана и го внесе внатре без многу прашања. Му даде топол чај и го седна до огнот. Долго време овчарот молчеше, гледајќи во пламенот. Потоа со тивок глас рече: Оче, понекогаш чувствувам дека Бог ме заборавил. Игуменот стави уште едно дрво во огнот и рече: Синко, дали овој пламен престанува да грее ако ти го свртиш грбот? Не, одговори овчарот. Така е и со Божјата љубов. Очите на стариот човек се наполнија со солзи, додека огнот продолжуваше мирно да гори. Еден ден, после светата литургија во манастирската црква, браќата му соопштија на игуменот Кирил дека во манастирот пристигнал млад патник, кого го упатиле во собата крај огништето. Отец Кирил го виде како седи покрај огнот со наведната глава и видлива тага. Тој не го испрашуваше, само му подаде топол чај и седна до него, гледајќи мирно во пламенот. Помина долго време пред младиот човек да проговори: Оче, целиот живот бегам некаде, но никаде не наоѓам мир. Игуменот благо кимна. Луѓето често мислат дека мирот е место, рече, но мирот е присуство. Кога срцето ќе научи да биде со Бога, тогаш дури во бурата има тишина. Младиот патник ја подигна главата. Во очите му се појави некаква тивка топлина и надеж што претходно ја немаше. Таа вечер разговара уште долго покрај огнот, а наредниот ден младиот човек си замина сосема утешен и поучен од зборовите на игуменот. Кога зимата стануваше се подлабока, планините околу манастирот беа тивки и бели, како да целиот свет заспал под снегот. Само манастирот живееше со својата стара молитва, со мирисот на темјан и со топлината на огништето кај игуменот Кирил. Една вечер, додека пламенот мирно гореше, игуменот извади мало дрвено кутивче. Беше старо и изгребано од времето. Монасите љубопитно го гледаа. Игуменот внимателно го отвори. Внатре имаше старо бројаниче, речиси потемнето од годините. Ова му припаѓаше на мојот духовен отец, рече тивко. Сите молчеа. Кога бев млад, мислев дека светоста е нешто големо и недостижно. Но тој еднаш ми рече: Коста. Моето име пред да се замонашам беше Костадин. Бог најчесто доаѓа тивко, во мала молитва, од чаша вода дадена со љубов, од човек што знае да слуша. Игуменот нежно го допре бројаничето, како да држи нешто свето и живо. Огнот тивко пукаше, додека снегот паѓаше надвор. Една вечер, кога сите мислеа дека игуменот ќе чита од светите книги, тој изненадно почна да раскажува за звездите. Кога бев млад монах, рече со тивка насмевка, често стоев надвор по полноќ и гледав во небото. И секогаш мислев, колку е тивок Божиот свет. Потоа погледна во огнот. Луѓето денес се плашат од тишина. Секогаш бараат бучава, но душата цвета во мир.
никој не проговори. Се слушаше само дрвото што гореше и ветерот што шепотеше околу манастирот. Еден ден манастирот го посети стар иконописец. Беше многу тивок човек со раце обоени од бои и мирис на дрво и масло. Вечерта тој седеше покрај огништето со игуменот Кирил, додека останатите монаси внимателно слушаа. Кога сликам икона, рече иконописецот, најтешко е да ги насликам очите. Игуменот благо се насмевна. Затоа што во очите живее душата, рече. Стариот човек кимна. И затоа секогаш постам и се молам пред да ги насликам. Потоа долго зборуваа за тишината, за молитвата и за тоа како човекот полека се преобразува кога живее блиску до Бога. Огнот нежно ги осветлуваше нивните лица, а надвор месечината ја покриваше планината со сребрена светлина. Една ноќ, кога крупен дожд паѓаше над манастирот, игуменот раскажа нешто што никогаш претходно не го спомнал. Кога бев млад, рече Тивко, еднаш посакав да си заминам од манастирот. Монасите изненадно го погледнаа. Срцето ми беше полно со немир. Мислев дека животот е некаде на друго место. Пламенот Тивко пукаше додека сите слушаа. Но една вечер мојот старец само ми рече: не бега од себе, Коста. Каде и да одиш, своето срце ќе го носиш со себе. Игуменот замолкна за миг. Таа ноќ останав сам покрај огнот до утрото. И за прв пат разбрав. Човекот не го менува животот со бегство, туку со покаяние и мир. Никој не зборуваше после тоа. Сите чувствуваа дека тие зборови доаѓаат многу длабоко место во душата на игуменот. Една студена вечер, кога ветерот засилено ги нишеше гранките на дрвјата околу манастирот, игуменот донесе мал стар часовник и го стави на масата покрај огнот. Тивкото од чукување едва и се слушаше. Еден монах љубопитно праша: Оче, зошто го донесовте? Игуменот не одговори веднаш. Го слушаше часовникот некое време, а потоа рече: човекот цел живот брза по времето. Се плаши дека нешто ќе пропушти. Но душата не живее според часовници. Погледна кон пламенот. Најубавите мигови никогаш не брзаат. И навистина, во манастирот времето течеше поинаку. Зимата полека почна да попушта, но ноќите во манастирот се уште беа студени и долги. Снегот околу старите камени ѕидови почна тивко да се топи, а од покривите понекогаш се слушаше капење вода во доцните часови. Но огништето кај игуменот Кирил продолжуваше да гори секоја вечер. И монасите, како по навика на душата, повторно се собираа околу него. И никој не брзаше да зборува кога ќе влезеше во собата. Самата тишина таму беше доволна. Една вечер игуменот седеше необично замислен. Пламенот Тивко му се одразуваше во очите, а во рацете држеше стара икона на Христос потемнет од времето. Еден млад монах го праша: Оче,
Зошто понекогаш човек се чувствува далеко од Бога дури кога се моли? Игуменот долго молчеше. Потоа ја приближи иконата кон огнот, така што светлината нежно го осветли лицето на Христос. Гледаш ли, рече, кога во просторијата има темнина, дури и мал пламен станува драгоцен. Монахот тивко кимна. Така е и со душата. Понекогаш Бог дозволува малку темнина, за човекот повторно да научи да ја сака светлината. Во собата повторно настана длабок мир. Една тивка вечер, малиот манастирски мачор повторно спиеше до нозете на игуменот. Пламенот во старото огниште беше тивок и мирен. Игуменот ги погледна монасите и рече: еден ден секој човек ќе свати. Најсветите мигови во животот не биле големите настани, туку малите вечери поминати во молитва, душевен мир, молчеливо воздржување, општење со Бога. И во таа длабока манастирска ноќ, сите почувствуваа пријатна душевна топлина, додека огнот продолжуваше тивко да гори пред нив. Еден сончев февруарски ден, во манастирот пристигна мало момче со својот дедо. Детето беше тивко и срамежливо, но очите љубопитно му го следеа пламенот во огништето. Игуменот го повика поблиску. Сакаш ли да ми помогнеш? Го праша со блага насмевка. Момчето кимна. Игуменот му подаде мало суво дрво. Стави го внимателно. Детето полека го стави во огнот, а пламенот веднаш се разгоре посилно. Игуменот се насмевна. Гледаш, и малото дрво носи топлина. Потоа нежно му ја допре главата. Така и со малите добрини во животот. Момчето долго потоа го паметеше тој ден. Една дожлива ноќ, кога маглата ја покри целата планина, игуменот седеше невообичаено тивок. Монасите чувствуваа дека нешто му лежи на срцето, но никој не праша. Во долго молчење тој рече: кога човек старее, почнува појасно да гледа што навистина вреди. Пламенот меко трепереше во неговите очи. Не богатството, не славата, дури ни долгите години, туку мирот што го оставил во срцата на другите. Во собата настана тишина толку длабока, што се слушаше како дождот паѓа по покривот. Подосна таа ноќ еден монах го праша: Оче, дали некогаш се плашите од смртта? Прашањето остана да виси меѓу сенките и пламенот. Игуменот долго гледаше во огнот. Потоа тивко рече: не толку од смртта, колку од тоа да не заборавам да љубам додека сум жив. Овие зборови се спуштија во срцата на сите како тивка молитва. Наскоро монасите полека почна да се заминуваат во своите келии. Само игуменот остана уште малку време покрај огништето, а малиот мачор спиеше покрај неговите нозе. Надвор дождот престана, а низ прозорецот се гледаа првите цвести. Игуменот тивко ја помина бројаницата низ прстите и прошепоти: Господи, ти благодарам за овие убави, мирни вечери.
Пламенот полека се намалуваше, но топлината остануваше. И манастирот повторно потона во онаа света тишина, што ги чуваше сите нивни мирни ноќи покрај огнот. Едно тивко попладне, додека снегот паѓаше меко над манастирот, игуменот Кирил извади стар грамофон од дрвен шкаф што со години стоеше во аголот на собата. Монасите љубопитно се погледнаа. Ретко кој го имаше видено тој стар уред. Игуменот внимателно избриша малку прашина од него, а потоа извади црна винил плоча, стара и сјајна од времето. Ова, рече со тивка насмевка, ми го подари еден монах пред многу години. Пламенот нежно трепереше, додека тој внимателно ја спушташе иглата врз плочата. Се слушна тивко потпукнување. Потоа просторијата се исполни со длабока, топла мелодија, старо византиско пеење, снимено одамна, полно со мир и молитвеност. Никој не зборуваше. Музиката и огнот како да се споја во едно. Игуменот Кирил ги затвори очите за миг. Некои звуци, рече тивко, не се слушаат со ушите, туку со душата. Младите монаси внимателно слушаа, додека старата плоча продолжуваше да се врти. Потпукнувањето на винилот, тивкиот пламен и древното пеење ја исполнија просторијата со необична топлина. Еден млад послушник праша: "Оче, зошто оваа мелодија носи толку мир?" Игуменот благо се насмевна. Затоа што е создадена со молитва. А се што е создадено со љубов и молитва, носи мир. Тој погледна кон огнот. И човек треба така да живее, да остави зад себе мир, добрина и светлина. Плочата продолжуваше тивко да се врти. Надвор облаците полека се отворија и месечината ја осветли белата планина. Игуменот стана и полека го отвори малиот прозорец. Студениот воздух влезе во просторијата, свеж и чист. Тој се сврте кон монасите, а во очите му имаше радост што не старее. Запомнете, рече тивко, животот не е даден за страх и немир. Бог ни го дава за да научиме да сакаме, да му се восхитуваме на светот и да носиме мир каде и да одиме. Потоа повторно седна покрај огништето. Малиот мачор скокна до неговите нозе, а монасите тивко се насмеаа. Во тој миг, додека старата винил плоча продолжуваше да свири, сите почувствуваа нешто прекрасно. Дека среќата не е во големи нешта, туку во овие мали свети вечери, во топлината на огнот, во луѓето што се молат заедно, во мелодијата што ја смирува душата и во срцето што научило да гледа светлина дури во најтемните мигови. Надвор снегот продолжуваше тивко да паѓа, а внатре, покрај огништето, игуменот Кирил благо се насмевнуваше, додека пламенот, молитвата и мелодијата нежно ја исполнуваа ноќта со мир и надеж.